Над 80.000 книги на повеќе од 80 издавачи ќе бидат на продажба на меѓународниот саем на книгата, кој денеска ќе биде свечено отворен со почеток во 19 часот. Љубителите на пишаниот збор ќе може да го посетат саемот секој ден од 10 до 20 часот. Но повеќе ќе ни открие нашиот соговорник Бојан Саздов, кој е воедно и председател на Македонската асоциација на издавачи. Бојан, добре дојдовте во вестите на телевизија Нова. Ајде да почнеме од почеток. Најавив накратко дека од официјалното отварање на 29-тиот поред саем на книга е попладнево во 19 часот, кој ќе има обраќање. Вечерва, значи, се отвора во 19 часот саемот и како и секоја година имаме свечено отворање, на кое што збор ќе земат неколку автори од Македонија. Тоа се годинава ќе биде Ермислав Азановски и Гордана Михаилова Бошнаковска. Покрај тоа ќе има и еден пригоден коктел и потоа саемот ќе биде отворен едно половина час, може би до час, за сите оние што ќе го посетат. Меѓутоа официјалното отварање е утре, изутрено, од 10 часот. Веќе ќе биде, веќе саемот ќе биде отворен за посетители. Колкав попуст може да очекуваат љубителите на книгите на пишаниот збор? И колку го користат воопшто овој попуст, колку им значи? Попустот значи и саемот пред се можеби се поврзува најповеќе и со попустот, меѓутоа и со она продукција на нови наслови, на промоции што се случува секогаш за време траењето. Нашата издавачка куќа, издавачки центар 3 ќе како и секоја година ќе има голем попуст на своите изданија. Верувам дека и другите издавачи ќе го направат истото и очекуваме оваа година да имаме да речеме иста посета, меѓутоа секогаш се надеваме и на поголема посетеност во однос на минатите години. Колку посетители вообичаено го посетуваат саемот на книга? Она бројка што ја објавува саемот, организацијата на саемот е околу 50.000. Така што таа од година за година малку варира од нашето искуство, од она што го гледаме, во минатите 2 до 3 години има некаков раст на посетата. Каков е интересот од страна и на странските издавачки куќи да бидат дел од овој меѓународен саем на книгата во Скопје? Да, годинава за прв пат има и гостување официјално гостување на државата е Црна Гора, која што ќе има свој штанд на саемот. Покрај тоа има издавачи од Србија, од Албанија, кои што традиционално секоја година се присутни на саемот. Верувам дека и од она што успев да го дознам, дека ќе има годинава и посети на повеќе автори од странство, кои што ќе збогатат програмата и ќе направат едно поинако искуство за сите оние што ќе го посетат саемот. Предпоставувам, ова ќе биде убава можност читателите да се запознаат и со авторите, непосредно да разговараат. Така е, тоа е саемот, практично, тоа е убавината на саемот. На штандовите секогаш се присутни автори и сите оние заинтересирани читатели можат да им пристапат, да поразговараат со нив, секако да добијат посвета на книгите, а се разбира дополнителна тежина ја носат и оние гости од странство. Например, ние оваа година како гостин ќе го имаме Франсиск Миралјес, тој е автор од Шпанија, кој што е навистина популарен и знаеме дека има една група читатели која што со нетрпение го очекува неговиот настап тука. Бојан, предпоставувам дека сте биле на голем број на саеми ширум светот. Саемот во Скопје е 29-ти поред, што значи има долга традиција позади себе. Па можеме ли да очекуваме конечно да има купување, продавање на лиценци, освен оној стандардно попродажен карактер на саемот кога станува збор за книгите? Да. Видете, Скопскиот саем пред се е наменет за публиката. Меѓутоа, паралелно со продавањето на книгите, важна улога оваа година ќе има отворањето на голем промотивен центар во втората хала од саемот, на кој што ќе има секојдневно ќе се случуваат промоции и трибини, дискусии. Нашата асоциација оваа година инициираше повеќе трибини и повеќе дискусии кои што ќе се одржуваат секојдневно, на кои ќе земат учество и професионалци од областа и ќе бидат наменети за сите, и за издавачите, меѓутоа и за сите соработници, преведувачите, агентите, оние што работат со авторски права.
И имаме намера да ги начнеме токму тие теми и да видиме која е состојбата на нашето издаваштво и како таа може да се подобри и внатре, меѓутоа и надвор од државата, со присуство и на тие меѓународни сајми на книгата. Така. Она што е новитет годинава, што во втората хала ќе има посебен простор за литература за деца. Така, и игротеката исто така би ја споминала. Тоа на колкав простор? Тоа се нови моменти. Идејата беше заеднички на Скопскиот сајм и на асоциацијата да се направи сајмот да биде тематски, односно да има втората хала која што оваа година ќе биде првпат отворена, да биде посветена на најмладите читатели, затоа што тие се тие на кои што можеби треба најмногу да се посвети внимание и да се работи. Еден од штандовите ќе биде игротека во која што ќе се случуваат и многу настани, читања, представување на детските автори, детските книги. И верувам дека ќе успееме да ги анимираме токму најмладите и да го запаметат ова издание од сајмот и да се враќаат секоја година практично. Кој е твојот став, Бојан? Сметаш ли дека на некој начин попустот и до 80% е девалвација на трудот и на авторот и на вредноста на самата книга? Тоа е дилема која што секогаш ја имаат издавачите. Навистина, ние не сакаме да ги продаваме книгите со толка попуст. Меѓутоа, некогаш сме присилени поради големите залихи, меѓутоа и поради куповната моќ на граѓаните. Сакаме да излеземе во пресвет, сакаме кога ќе дојде некој на сајмот, кога гледаме дека посакува книгата, да може да си ја приушти, да излезе од сајмот задоволен. Меѓутоа, се разбира, не сите книги се со толка попуст и треба тој што ќе го посети сајмот да не излезе со една или со две книги, туку да излезе со повеќе кеси. Колку воопшто му значи цената на оној што има навика за читање и за купување? Вие имате контакт со читателите во текот на цела година, не само на сајмот. Да. Дали се повторуваат на некој начин купувачите на книги или сепак може и нови лица да се сретнат на сајмот на книга? Да, секогаш среќаваме нови лица, тоа не радува многу. Имаме одредена група на читатели која што не следи константно, која што од нас очекуваат секогаш нови наслови и ние тоа го одговараме на тоа очекување. На сајмот ќе има многу нови наслови и верувам дека оние што ќе дојдат да го посетат нема да погрешат, нема да бидат разочарани. Така. Да ги подсетиме уште еднаш сите заинтересирани од колку до колку часот можат да дојдат да го посетат сајмот на книга и колку чинат влезниците. И за индивидуални групни посети. Да, сајмот ќе биде отворен од 4 до 10 април, значи до понеделник. Работното време е од 10 до 20 часот, освен во понеделник кога ќе биде до 17, а влезниците се поединечна влезница 30 денари, групната е 20 денари, навистина символична цена. Ти благодарам за гостувањето, поканата отворена за сите кои се жилни за духовна храна, нели? Благодарам. Почитувани, тука го заокружуваме овој трет поред информативен блок во рамки на утринскиот појас, а јас ве препуштам на колегата Горан, кој веќе